Еве овде касне Пик 2, исто новиот дел на Џакарта. Претежно Пик 1, 2 и 3 ги града кинезите и сето е претежно кинески компании. Има тек тук овие што се Индонезија, луѓе што идат веројатно како муштерија, инаку многу кинези овдека во овие делови и претежно ете онаму сега од другата страна. Видите згради. Сето е ова веќе кинески населби. Тоа се големи кинески градови, кинески четврти и нови, овие се претежно нови, не се од времето и еве го овој дел, еве го се вика Хармонија, ова е кинеска капија. Сите кинески четврти во светот има вакви капии, кои ќе влегуваш пред да влезе. И еве сега овдека ова е нова изградена, е само така да покажем. Ова е само еден дел од влезо. Ево другава страна, не знам сега од сонце, ево колку се гледа. Пошто сонце ово е тука. Ево ваму има во кинески стил, еве ги овие. Мене ми е долго време желба Кина, јас имав букирано едно време за Кина, за Шангај, ама не знам што се случи. Го откажаа дали лето, не знам што агенција и ме рефундираа, нормално ми вратија парите, ама ми беше муабетов дека требаше лани да ја посетам Кина. И така се до сега вака ми остана неостварена желба, ама се ќе видиме, се зависи од времето. Сакам да одам директно до Пекинг, не Шангај или некаде Шаншин, што го вика технолошки центар. Сакам директно Пекинг да одам таму. Ќе видиме сега, господа, што се вика, дај да здравие па понатаму. Си викам че дојде и Кина наред. Так. Не, мислам вака, кинезите секаде кај што сите сето е нивното си го зачува. Тоа кинеското влијание. Овие што се како се викаше, сета ова архитектура, ова што е фенг шуи, за ова што е енергија, ова што позитивната енергија да останува и овие коцки, квадрати и крокчина, сето во еден посебен стил, во една посебна еве го овдека како е. Овие нема се карактеристична еве ги овдека ова јас и на други места имам стретнато што се вика нормално секаде и гледаме овие што се кинеско влијание секаде, еве овдека кинеска патка, шангајска патка, еве да мора да биде секогаш наменито. Така. Добро, интересно е, мислам, јас си така, овдека убое, па како што кажав,
Индонезија како најголема муслиманска држава, ама сепак отворена према различностите. Инаку има џами секаде, во секој мало по неколку џами, мало џамиче што се вика да се одма да што се вика оти ода, нели се мола по 5 пати дневно и треба да му биде достапно, да му биде блиску, и она да излегува ода и што се вика уште Сабајле, првата молитва му е некаде таму пред Изгресенце, таму некаде ке 5 сата, мислам, 4,5-5. Во секоја населба има по многу џами, така, што се вика на 15 метра, 30 метра мора да има некоја. Али добро е што се така, олабаени нема, еве гледа, жените например сите се не колку ако сака да си носи шамија, си носи шамија и само шамија носа, не е нешто например посебно да носа например долги рака и да покрива раце и нозе, не, може да биде по што се вика колената да и покрие по бермуди, по кратки рака, ама шамија ќе носи. Мислам, ако сака, ако не е, ќе си она. Али ми е интересното што така. Нема што е например некоја строгост, некоја по-релаксирано, по-така. И мислам дека ова е по-така, мислам тие си знаа, али некако по-релаксирачки начин за она. Дека е денски, нема многу луѓе, али си е ова. Ево, сето кинеско влијание. Сето е ова. Ајде, уште од ова страна и да го завршуваме видеото. Не, се гради многу, се ова, големи површини, големи она се гради, изградува, се вложува, ја мислам, многу овие. Тоа е тоа.